Го следите саботното издание на регионалните вести. Старите лица од Полошкиот регион се уште се соочуваат со недостиг од слободни места за нивно згрижување. За сега само во објектот на Сдруженијето на пензионери во Тетово постојат соби за сместување на оваа категорија граѓани, но таму капацитетот е ограничен. Во целиот Полошки регион постојат само 10 соби за згрижување на стари лица. Тие се во состав на објектот на Сдруженијето на пензионери од Тетово. Отаму велат дека потребата од поголем капацитет за сместување на ваквата категорија граѓани од година в година е се поголема. Проблемот што време поминува, тој се заоштрува тој проблем со пензионери самци кои сакат да се смесат во домови, така да кажем, како и кај албанци, како и македонците. Со самото време менталитетот се менја. Младите многу не ги сака стариве дома, па сака да се откажат да некој начин. Во недостиг на сместувачки капацитети, голем дел од нашето членство, кој број околу 12.000 лица, го препраќаме да се обрати до приватните домови за стари лица ширум државата, вели Азизи, но повеќето од нив имаат ниски пензии, кои се недоволни да ја платат месечната сума за престој во овие установи. Поради пари, тоа е скапо тамо сместување во приватни услови, има тамо скапе сместување. Пензија нашиве. Вообичајно тука се јавуваат пензионери кои имаат ниска пензија, 7.000, 8.000. И со тие пари он не може да се смести од дом. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски смета дека е пожелно сместувачките капацитети за старите лица да бидат под државна капа, но незиното министерство, како што вели, не може да пристапи кон изградба на вакви домови, затоа што владата нема издвоено никакви средства за оваа намена. Треба исто така да имаме во предвид дека финансиската можност и финансиската конструкција ги детерминира и можностите и желбите. Во овој случај не може да се пристапи кон никаква инвестиција без да има за тоа финансиска основа или финансиски обезбедени средства. И општините од Полошкиот регион за сега немаат никакви проекти или иницијативи за изградба на домови за стари лица. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Мултиетничка средба на пензионери од повеќе градови од Македонија денес се одржа во Тетово. Повеќе од 500 пензионери ширум цела Македонија денес се собраа на заедничко дружење во Тетово. На средбата присуствуваат членови на 21 здружение на пензионери од земјава од различни етникуми. Овој мултиетнички собир веќе 5-та година поред го организира Тетовското здружение на пензионери како дел од планираните активности во нивната програма за работа во соработка со Сојузот на пензионери на Република Македонија. Над 500 пензионери се дојдени денеска да ја прослават ова средба, а воедно ќе ни служи за прослава на јубилејот на 70 годишнина на формирање пензионерска организација во Македонија, која стварно секоја година со скромен број 46 година почнато негде 200-300 пензионери, денеска бројта негде 300.000 пензионери, а пензионерска организација од Тетово со 10 пензионери, сега број 12.000 пензионери кои заедничко ние сме тука као една фамилија, нема тука албанци, македонци, партии нема, само пензионери постојат тука. Што се однесува за овакви организации и во другите градови низ Македонија секаде имаме, али мултиетничка средба едино имаме во Тетово и тоа е во програмата на Сдруженијето и во програмата на Сојузот на Сдруженијето. Значи, овде се 21 здружение. На многу здруженија не можевме да му удоволиме да дојдат, бидејќи немаме доволно место. И во наредниот период планирано е да се реализираат повеќе активности на Сдруженијето на пензионери Тетово. Во цела година предвидено негде 10 дестинации
за екскурзија на пензионери. Планираме и реализираме летување на пензионери, меѓу 400-500 пензионера годишно, средба на пензионери на предновогодишно, тако наречена тоа, половина парципираат пензионери, половина здружење на пензионери од нивни пари, а плюс што е најважно, ово здружење на пензионери Тетово предвидува негде 700.000 динара за помош на загрозени пензионери со многу ниски лични примања, односно пензионери кои се фатили тешка болест некоја, па да им се помага. За забавата на присутните се погрижи тетовскиот маестро бенд, па така дружбата Орото и песната траја се до попладневните часови. Старите дрвја во градскиот парк во Гостивар се сечат затоа што представуваат опасност за граѓаните, изјави гостиварскиот градоначалник Невзат Бејта за акцијата на јавното предпријатие за зеленило со која се отстрануваат дрвјата од големиот парк. Јавното предпријатие за паркинзи и зеленило периодов работи на уредување на градскиот парк во Гостивар, каде што се врши сечење на дрвјата. На коментарите во јавноста дека старите дрвја кои со децении биле во паркот не треба да се отстрануваат, објаснување даде првиот човек на Гостивар. Според Бејта, дрвјата се сечат затоа што представуваат опасност за граѓаните кои поминуваат низ паркот. Тој потенцира дека просторот нема да остане празен, туку ќе се засадуваат нови дрвца. Ние ги сечаме тие старите дрва што се трулени, оштетени и имат голема височина, и од таа голема височина многу гранки се сушени и тука врват многу деца. Овде ги имаме концентрирано 3 средни училишта. Плюс тоа излегуваат многу граѓани, пошто паркот ни е убав, и излегуваат и мајки со своите деца. Една гранка од таа височина да паѓа може да прави штета на нашите деца и на нашите граѓани. А примедбите што ги имат за дрвата, тие се индивиди и на место тие дрва ние ќе сееме нови дрва, како што имаме сеено низ целиот град, и ние ќе продолжиме да сееме, пошто дрвата го чистат воздухот на градот, и мислиме дека сега имаме направено ново јавно предпријатие за зеленило и паркинг, и јас сум задоволен од директорот, и за кратко време ќе имаме друг изглед на нашиот парк. Тоа што ми радува, граѓаните што идат од другите општини зборуваат само пофални зборови за нашиот град и за нашите паркови што идат со своите деца. Ние се грижиме многу за нашите граѓани, да не се оштети ни еден граѓанин. Покрај новите дрва имаме и партерно уредување. Да, сите тука има проект, и ова не беше во мојата предизборна кампања, али има вола новиот директор што е назначен во новата предпријатие и сака да прави нешто убаво за нашите граѓани во нашиот град. Хортикултурното уредување во големиот градски парк во Гостивар започна минатиот месец. Активностите опфаќаат израмнување на земјиштето, засадување нови цвеќиња и зеленило, како и поставување на систем за наводнување. За новиот изглед на паркот ќе бидат потрошени 1,5 милиони денари. Во сообраќајна незгода на излезот од Гостивар синоќа биле прегазени 15 овци. Автомобил налетал на стадото кое се движело по коловозот. Автомобил налетал на стадо овци на излезот од Гостивар и усмртил 15 од нив. Сообраќајката се случила синоќа околу полноќ во близина на наплатната рампа. Според информациите од портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски, автомобил Алфа Ромео со кумановски таблици што го управувал 66 годишен жител на Куманово налетал на стадото, сопственост на 54 годишен гостиварец. По пријавувањето на случајот на терен излегла екипа од Гостиварската полициска станица, извршила увид и работи на утврдување на причините за несреќата. Од ударот било оштетено и возилото. Првичната вкупна материјална штета се проценува на околу 2000 евра.
Доаѓа топол бран од Африка. Управата за хидрометеоролошки работи со предупредување за надпросечни температури. Температури до 32 степени Целзиусови според прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи не очекуваат утре и во првите денови од наредната седмица. Наредните денови, под влијание на топла воздушна маса со потекло од африканскиот континент, во Македонија ќе се задржи стабилно суво и многу топло време за овој период од годината. Најтопло ќе биде утре и во првите 2 дена од наредната седмица, кога максималните дневни температури ќе бидат значително надпросечните и ќе достигнат вредности од 25 до 32 степени. Инаку, според анализа на експертите при Управата за хидрометеоролошки работи, пролетните месеци ќе бидат просечно топли, додека летото ќе ни донесе потопло време од вообичаено. Според анализата од крајот на април кон мај ќе продолжи трендот на пораст на дневните температури, тоест сонце во комбинација со можна попладневна атмосферска нестабилност и влажни процеси во атмосферата, посебно во текот на мај. Почетокот на летото ќе биде со повисоки температури од просечните и врнежи во рамки на просекот. Вистинско летно време не очекува во јули. Според синоптичарите тој ќе биде потопол и малку посув, а не се исклучува ниту појава на топли бранови. Од Управата за хидрометеоролошки работи посочуваат дека од минатата година се воведени сезонски изгледи за времето, како новина во оперативната пракса. Тие представуваат еден вид проекција за можниот развој на времето. Истите би требало да се сваќаат со помала доверливост, како можна временска рамка или ориентациона информација за одликите на времето во предстојната сезона пролет-лето 2016 година, се вели во анализата на Управата за хидрометеоролошки работи. Продолжуваме со информација од културата. Избрани се поетите кои влегуваат во трка за наградите на поетскиот фестивал Литературни искри во Гостивар. Жирито одлучи во финале да се најдат 14 од пријавени 125 автори од земјава и балканските држави. 14 поети од Македонија и странство ќе се представат на отворањето на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар, со што влегуваат во трка за фестивалските награди. Финалистите ги избра жири во состав Бранко Цветковски, поет, критичар и публицист како председател, и членовите Габриела Петровска, професор по македонски јазик и лектор, и Адем Абдулаху, поет, член на Друштвото на писатели на Македонија. Годинава на конкурсот за фестивалот што го објави Центарот за култура во Гостивар се пријавиле 125 автори од целиот Балкан. Жири комисијата работеше на две категории. Првата категорија тоа што се вика елиминирање на творбите кои мислеле дека не треба да бидат дел од овој конкурс поради стандардите кои се запазува за фестивалот да биде во ниво. И вториот дел нормално бодирање и кои ќе се наградуваат, тоест кој ќе добие гранд при, прво, второ, трето место. Но верувам дека ќе поминеме ова година подобро, затоа што и самиот интерес, фактички ние имаме учесници од сите балкански држави. И лани истото се појави, но значи овој пат поголем интерес, тоа е што ехот на самиот фестивал достигнува таму кај што треба. На отворањето на манифестацијата Литературни искри на 21 мај ќе се представат домашните поети Исто Кулчар, Наташа Василевска-Трајчевска, Митре Мангоски, Неврија Деми, Надица Тренчева, Слагена Ставрева, Константин Карев, Ивана Китановска, Валентина Трајковска, Маријана Давидкова и Митко Гогов, како и 3 автори од Бугарија. Наградите ќе бидат соопштени наредниот ден на приводна свеченост. Фестивалот подготвува и заедничка поетска збирка во која ќе бидат застапени 80 од авторите кои конкурирале по избор на жирито. Поетскиот фестивал во Гостивар се организира во чест на денот на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методи, 24 мај.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан повика сите партии да се вратат на преговарачка маса и на патот кон евроинтеграциите. Ако не работат заедно и не останат фокусирани на фер избори новата влада, како што порача Хан во обраќањето во институтот Брукингс во Вашингтон, нема да биде меѓународно прифатена и признаена. Прашан за ситуацијата во Македонија, еврокомесарот изрази разочарување од последните настани. Навистина сум разочаран од последните настани. Ние инвестираме многу во договорот од јуни-јули минатата година за да се донесе земјата назад на евроатлантскиот пат. Многу од роковите не беа испочитувани кога требаше, но конечно тоа беше направено. И затоа фактот дека сега изборите на 5 јуни се под тешка ситуација, искрено не знам како ќе изгледа по изборите. Мислам дека можам само да ги повикам сите партии, исто и цивилното општество, но особено политичките партии, да се вратат на преговарачка маса и да останат посветени на евроатлантската перспектива на земјата, нагласи еврокомесарот одговарајќи на прашање. Според него сите треба да разберат што е во прашање. Се надевам дека можеме да ја испратиме оваа порака. Членовите на Европскиот парламент и јас ќе пробаме да направиме уште еден напор, да ги донесеме заедно и да посредуваме. Не можам да ветам ништо, но се надевам дека постепено луѓето во регионот и во некои други делови ќе разберат дека демократијата значи да се постигне договор и компромис, а не да се има став на победник и губитник. Во спротивно никогаш нема да бидете успешни. Луѓето во регионот заслужуваат подобра иднина, а тоа е единствено можно ако се има јасна европска перспектива. Ова вклучува европско или демократско сваќање на владењето на правото. Ова мислам веќе е одговор на опсежното помилување на луѓе од страна на председателот на државата, потенцира Хан. Во однос на соседската политика и преговорите за проширување, Хан повтори дека ЕУ сака да ги продлабочи односите со соседите, да промовира стабилност и да поддржува демократски и економски реформи. Проширувањето останува цврсто на агендата, но е условено со реформите. Земјотрес со интензитет од 5,3 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во префектурата Кумамото на јужниот јапонски остров Кјушу. Ова е трет силен земјотрес во овој регион во последниве 3 дена. Повчерашниот од 7,4 степени и оној од четвртокот со јачина од 6,5 степени според Рихтер. Според најновиот биланс на жртвите во земјотресите од претходните 2 дена загинале вкупно 31 лице, а над 2000 се повредени, од кои околу 170 се наоѓаат во критична состојба. За сега нема информации за жртви при денешниот потрес. Меѓу големиот број урнати и оштетени објекти при земјотресот е и замокот во Кумамото, кој е изграден во 1607 година и е дел од јапонското културно наследство. Папата Франциск наводно понудил да земе 10 бегалци со него во Италија за време на историската посета на грчкиот остров Лесбос, што се смета за храбар гест на солидарност со мигрантите, чиј прилив ја разниша европската политика. На 8 мина сирици и 2 афганистанци ќе им биде понудено заминување. Вклучувањето на афганистанците е многу символичен потек, откако ЕУ престана да ги смета граѓаните од оваа земја како бегалци и не им ги одобрува барањата за азил. Папата ќе го посети бегалскиот центар на островот кој е претворен во притворен центар како дел од договорот меѓу ЕУ и Турција. Ватикан соопшти дека посетата на папата на Лесбос е од чисто хуманитарна и верска природа и нема намера да биде политичка или критичка за политиките на ЕУ. Илјадници луѓе учествуваа на комеморативните настани во Јужна Кореја на 2-годишнината од бродската несреќа во која загинаа 304 луѓе. Околу 2500 луѓе се собрале во градот Ансан, откаде што беа најголемиот дел од жртвите. Комеморативните настани се одржуваат и во главниот град Сеул и на островот Джиндо во близина на местото каде што фериботот Севол потона во трагедија што ја шокираше земјата. Најголемиот дел од жртвите беа ученици. Истрагата утврди дека трагедијата пред се била предизвикана од човечка грешка, нелегален редизајн, претовареност и неискусен екипаж. Капетанот на бродот е осуден на доживотен затвор. Моќно торнадо го зафати малиот град Долорес во Уругвај. Најмалку 4 лица загинаа. Жителите на Долорес, во кој живеат околу 20.000 лица, закачија на социјалните мрежи спектакуларни кадри од стихијата. Представник на председателот Табаре Васкес изјави дека во градот е прогласена вонредна состојба. Според него, значителен дел од жителите ги загубија своите домови и најмалку 2 деца се повредени тешко и се транспортираат до болници во главниот град.
Портпаролот на противпожарната служба соопшти дека 2 од жртвите се убиени од летечки автомобили кои настрадале од ветрот. Брзината на налетите била до 240 км на час. Денес имавме сончево и топло време. Утринската температура се движеше од 4 до 12, а дневната од 20 до 28 степени. Утре не очекува сончево и многу топло време. Утринската температура ќе се движи од 7 до 15, а дневната од 20 до 30 степени. Дојдовме и до крајот на регионалните вести. Останете и понатаму со нашата програмска шема. Пријатно!